Така и овој Freedom Festival или Фестивал на слободата оваа година го прославуваме зборот и пораката. И прославуваме пораките кои се однесуваат на борбата за човекови права и слободи. Се залагаме секој ден и секоја ноќ за слобода на говорот. Се залагаме за човекови права, за максимално почитување на човековите права и слободи, особено на правата кои се однесуваат на политичките права, на политичката генерација на човековите права, но се разбира, не ги забораваме ни социјалната правда, не ги забораваме ни низа други права и слободи во кои човекот треба да ужива само заради тоа што се родил како човек. Често знаеме да кажеме дека човековите права ниту може да се дадат, ниту да се одземат, бидејќи тие му припаѓаат веќе на човекот. Заради тоа, ние сме тука секој ден да укажеме на кршењето на човековите права, да зборуваме за нив, да едуцираме и се разбира да извршиме притисок врз релевантните институции во државата, на локално ниво, на централно ниво, да се придржуваат кон стандардите за почитување на човековите права и слободи. Денеска ќе го презентираме проектот Граѓански објектив, проект за промоција на транспарентните и одговорни политички процеси на локално и на национално ниво, кои ги повикуваат граѓанките и граѓаните активно да учествуваат, да известуваат, да наблюдуваат и воедно да бидат дел од борбата против корупцијата и хибридните закани против демократијата. Како што извести и Џабир, овој проект го работиме веќе 5 години со поддршка на National Endowment for Democracy. И во следниве минути јас накратко ќе го објаснам целите и темите, задачите, да речеме на некој начин, што ги опфаќа самиот проект и она што ние го работиме. Тематска област 1 е човекови права и слободи, граѓански и политички права, односно транспарентност, одговорност, граѓанско учење, добро владење, борба против корупцијата, односно во фокусот на антикорупција и правото на глас и изборен мониторинг, нешто по што сме препознатливи од личната 2008 година. Тематска област 2, која што исто така го опфаќа самиот проект, се антидемократски тенденции и хибридни закани против демократијата, што подразбира злоупотреба на моќта, лажни вести и дезинформации, говор на омраза, пропаганда и странско влијание и сајбер војната. Како ние тоа го работиме? Преку неколку сегменти кои што ги опфаќа самиот проект, тоа е медиумската продукција. За нас навистина важно и битно е јакнењето на јавната свест и граѓанската едукација и изборниот мониторинг, нели во најава, она што го најави за утрешниот ден Џабир со панел дискусијата со градоначалниците, кандидатите за градоначалница на предвремените локални избори во Штип на 13 декември. Еве уште една најава, бидете сигурни дека и наредната година за локалните избори повторно ќе бидеме тука и повторно ќе мониторираме. Што опфаќа нашата медиумска продукција, а е дел и од проектните активности на самиот проект, пред се Скен, политички видео магазин, се разбира информативната програма и едукативните содржини, кои што го опфаќа медиумската платформа во поширока смисла на цивил, граѓанското новинарство, креирање на јавното мислење, се разбира извешти и анализи од експерти и опинион мейкери и кооперативното новинарство. Епа не сака Валкано, кој сака дете? Не сака никој Валкано дете. Треба само за гласање тогаш. Тој началникот што беше другиот тука во Битола, му дадевме гласо и никако нема дојде. Ево Наташа сега дојде, прв пат иди. Немаше и таа дојде. Се случува во одреден период да имате вода во некој дел, а во одреден период да немате заради испустот кој што се случува во подолните куќи и неконтролираното трошење на вода. И ние како организација дополнително се залагаме за решавање на овој проблем. Секој сака мајко на убав живот да живее. Ај капи се сега, кој време со чамки уште да се капиме. Умираме за една капка вода овдека. Бевме во Битола и направивме една кратка сторија
за населбата Баир, каде што немаат вода за пиење. Сето тоа не би го дознале доколку не постоеле граѓанските новинари кои што ни испратија кратко видео и фотографии како луѓето таму живеат, односно како преку цел ден немаат вода и во текот на ноќта помеѓу 2-3 по полнот стануваат и полнат со кофи и буриња вода, за да имаат преку цел ден. Тоа беше пред година дена, откако го снимивме. Годинава веќе гледаме дека има напредок, односно во истиот дел во Баир веќе почна да се ставаат цевки за вода, кое што сепак нашиот прилог допре до институциите. Институциите се предмет на нашето наблюдување, предмет на нашата комуникација со нив во поглед на барања и постојано артикулирање на интересите на граѓанките и граѓаните. И во таа смисла ние и порано ги објавувавме тие видеа, пообјавувавме многу истории, а сега гледаме дека луѓето се охрабрени и едноставно директно комуницираат со јавноста преку своите профили. Граѓанското новинарство од самиот почеток, од првиот ден на спроведување на овој проект од пред 5 години, па до денешен ден е за нас многу привлечно, многу важно и на нашата медиумска платформа има неограничен простор за изразување на граѓанското новинарство, односно луѓето, активистките и активистите кои сакаат да се изразат на овој начин, преку овој канал за комуникација со јавноста, и тоа е многу важно да го негуваме и понатаму. Ние како организација и во рамките на овој проект, меѓутоа и пошироко како организација, сме меѓу избраните, да речеме, меѓу топ 5-6 организации во земјата кои на стручен начин, професионален начин, се занимаваат со хибридните закани против демократијата. Тоа подразбира пред се лажни вести, дезинформации и говор на омраза, меѓутоа и низа други облици на хибридни закани. Во нашата земја бевме сведоци на најразлични хибридни закани. Самите сме биле мета на многу напади кои спаѓаат во таа дефиниција на хибридни закани. И се разбира, ќе продолжиме така. Нашата борба против корупцијата е позната, призната и се однесува на институциите, на доброто владење, на доброто професионално однесување кон луѓето за кои тие постојат, значи институциите постојат за нас, а не ние за институциите. Ние сме упорни во таа борба тие да станат транспарентни, одговорни и се разбира да ја исчистат корупцијата од своите редови.